Добре дојдовте во Акцент. Во ова издание на Акцент, почитувани гледачи, ќе може да видите како поминаат двата концерти организирани од Културно-уметничкото друштво Нико Пусовски од Кичево, културно-уметничко друштво кое што оваа година прославува 69 години од своето работење и постоење. Исто така, во ова издание на Акцент ќе може да проследите и интервјуа и атмосфера од одржаната манифестација Манастирско поетско ехо, која што се одржа во манастирот Успение на Пресвета Богородица во село Суводол, Демирхисар. Акцент започнува. Следете не. Во рамките на Кичевското културно лето пред платото на Центарот за култура во Кичево, два вечери Културно-уметничкото друштво Нико Пусовски организираше концерт на кој настапија повеќе културно-уметнички друштва и естрадни уметници од Кичево и од Република Бугарија. Културно-уметничкото друштво Нико Пусовски е најстаро фолклорно друштво во Кичево, основано далечната 1947 година и речи си да нема држава во која немаат настапено. Најстарото културно-уметничко друштво од Кичево, Културно-уметничкото друштво Нико Пусовски, во своето 69 годишно работење вечерва во Кичево организира концерт со своји гости. Веднаш до мене е тука председателот на Клуб Нико Пусовски од Кичево, господинот Ацко Јовановски. Господине Јовановски, навистина е голема одговорноста 69 години да работи едно културно-уметничко друштво и во моментов се уште да е активно со голем број на членови, со голем број на настапи. Како денес би го опишале вашето културно-уметничко друштво? Нашето културно-уметничко друштво, како што рековте, 69 години постои. Ја негуваат кичевската и македонската култура. Ја представува на сите смотри како во Македонија и ван нашата држава. Сме одржале многу концерти. Да кажам дека сме посетиле пола Европа, да не набројувам државите сите. И се уште работиме и се надеваме дека ќе продолжиме да работиме, пошто в година ни е 70 годишен голем юбилеј. Вечерва и утре вечер овде пред платото на Центарот за култура Кочо Рацин од Кичево одржувате концерт. Може ли еве нешто повеќе околу оваа манифестација тука? Па да кажам дека концертот го одржуваме со помош од локалната самоуправа од Кичево, кој е подкрепен и кој финансиски ни помогна доста за овој концерт денеска и утре да се одржат. И по тој повод се вклопувавме ние во Кичевско културно лето од 2016.
И затоа, према врската, ние да одржиме 2 концерти, со кои се надам дека ќе задоволиме публиката, бидејќи имаме гости 4 се ансамбли од Бугарија, 2 ансамбли се од Македонија, се надевам утре вечер ќе имаме уште 2 ансамбли од друга страна и така. Јас ви благодарам, ви посакувам убаво да си поминете на овие 2 концертни вечери и се разбира до година да го прославиме јубилеот 70 години Куд Нико Пусовски. Благодарам на телевизија Мега што го поддржа и овој наш концерт. Повеќе естрадни уметници својата музичка кариера ја имаат започнато токму преку културно-уметничкото друштво Нико Пусовски, како што е легендата на македонската песна Војо Стојановски и неговите наследници Дамјан и Дарко Стојановски. На концертот организиран од Куд Нико Пусовски од Кичево настапуваат и повеќе естрадни уметници од нашиот град, меѓу кои е и Дамјан Стојановски. Дамјан, Куд Нико Пусовски и со тебе, меѓутоа и со твојот татко Војо Стојановски на некој начин се поврзани со музичките кариери. Војо Стојановски, твојот татко, мислам дека и почетоците негови ги имаше со културно-уметничкото друштво Нико Пусовски, има многу заеднички настапи. Еве дојде време и Дамјан Стојановски заедно да биде со Куд Нико Пусовски. Какво е чувството да се настапува со едно друштво кое што 69 години обстојува на фолклорната сцена? Вака чувството е прекрасно, плюс тоа што ете Нико Пусовски е друштво од Кичево, плюс тоа што го спомна поврзаноста со нашата фамилија, мене ми е голема чест. Овие 2 вечери настапуваш со твои песни. Како еве се чувствуваш кога настапуваш пред кичевчани, пред твојот роден град? Вака нема да настапувам со моја песна, ќе настапам во живо со песната Абер дојде Ајше. Чувството е секако прекрасно и плюс пред толку голема публика. Дамјан, благодарам и се надевам дека почесто ќе те гледаме заедно со Куд Нико Пусовски. И ја се надевам, благодарам. На концертот во организација на Куд Нико Пусовски настапи и еден од долгогодишните членови на ова културно-уметничко друштво, познатиот естраден уметник Дарко Стојановски. Дарко, честа е голема да се биде дел од ваков концерт, каде што организатор е културно-уметничко друштво кое што веќе 69 години обстојува на фолклорната сцена. Какво е чувството да се биде дел од токму ваков концерт? Чувството е прекрасно, но морам да кажам дека мене
ми е и задоволство, бидејќи ја уште на 2-13 години, некаде 95-96 сум член како играорец на баш ова културно-уметничко друштво Нико Пусовски, така да ми е многу мило и многу убаво. Сигурно дека твоето долгогодишно членување во ова друштво те поврзува и на разни други основи, ете и како играорец, во моментов и како фолк изведувач. Што би им препорачал еве на помладата популација? Ова е едно од најстариите културно-уметнички друштва и во Република Македонија, не само во Кичево. Колку е добро самото членување во вакви друштва, бидејќи еве како што кажа и ти самиот, и музички кариери на познати естрадни уметници започнуваат токму со членување во културно-уметнички друштва. Па им кажувам и препорачувам на сите, значи кои се љубители на фолклорот и на убавата народна музика, да бидат дел од овие културни уметнички друштва, бидејќи, како да кажем и народски, еве лично за мене ќе кажем, ако не беше Нико Пусовски, немаше да прошетам ни столку држави. Значи, само тоа да кинисаме, а после ме дружењето внатре со играорците, со сите тие турнеи, значи прекрасно, еве како што кажи ти, тука јас пробав долги години како играорец, после тоа настапував како пејач. Така да многу е убаво место од каде да се тргне за било кој еден љубител на народната музика, на фолклорот. Дарко, ти посакувам да продолжиш овде да се дружиш со останатите учесници на концертот и се надевам дека соработката со Куд Нико Пусовски и твоето членување во ова друштво ќе продолжи и понатаму. Секако се разбира. На двата концерти овде пред платото на Центарот за култура Кочо Рацин од Кичево, во рамките на концертите што ги организира Куд Нико Пусовски, настапува и естрадниот уметник Спасен Силјановски од Кичево. Спасен, 69 години обстојува Куд Нико Пусовски, сигурно е голема честа да се настапува на концерт организиран од нивна страна. Најпрво поздрав до сите гледачи, се разбира едно од најстарите друштва во Кичево, не едно од најстарите, туку најстарото друштво во Кичево е Нико Пусовски. Ова информација знам бидејќи мојот татко уште пред 40 години беше член на ова друштво. Мислам дека членуваше околу 15 години во неговата рана младост и се разбира и за мене причинува големо задоволство и огромна чест да бидам дел од вечерашниот концерт. Се надевам дека ќе има преголема посетеност и дека публиката ќе биде задоволна како и од настапот на играорците на Нико Пусовски, така и од сите гости кои ќе се поканети вечерта да бидат дел од оваа програма. Сигурно дека планирате да настапите со некои песни кои што ете се фолклорни изворни песни, со што точно ќе се представите на овие концерти тука? Јас предпочитам да испеам некои од моите песни кои што се веќе обнародени, како На свадба ме канат или Мајка си напрашува, така да по барање на организаторите, по барање на одборот на Куд Нико Пусовски, нормално и желбата на публиката е да ги слушне тие песни, па сметам дека тие ќе бидат задоволителни за вечерашниот настап. Благодарам и ви посакувам успешна соработка и понатаму. Ви благодарам исто на вас и поздрав уште еднаш до сите гледачи на оваа прекрасна телевизија.
Навистина е прекрасна атмосферата овде пред платото на Центарот за култура Кочо Рацин од Кичево, каде што се одржува концертот во организација на Куднико Пусовски. Еден од учесниците, уште еден естраден уметник од Кичево, Орце Богдановски. Орце, здраво, и она што ги прашав и останатите естрадни уметници, честа да се учествува на концерт што го организира и настапува Куднико Пусовски со 69 годишно искуство. Веројатно е големо задоволството да се биде дел од ова што е вечерва тука во Кичево. Пред се добра вечер и од мене. Поздрав за сите гледачи на вашата телевизија. И и мене особено ми е посебно чест и задоволство да настапувам на овој јубиларен концерт, затоа што моите први почетоци ми беа исто во Куднико Пусовски од Кичево. Уште како мало дете настапував со мојата гајда. И ми е посебно чест и задоволство што можам да придонесам и да ја збогатам вечерта на овој прекрасен јубиларен концерт. Орце, твоите обожаватели, веројатно, како и што самиот кажа, долги години беше дел од Нико Пусовски, знаат дека ти си голем љубител на македонската изворна песна, освен што прекрасно пееш и свириш на повеќе инструменти, особено на оние изворните. Кажи ми, еве, што би им порачал, еве, на помладата генерација, луѓе, да речеме, што се занимаваат со музика, каква е таа особеност, што е тоа што те натера да бидеш дел од таа македонска фолклорна традиција, свирејќи на народни инструменти, пеејќи македонски прекрасни народни песни? Пред се би им препорачал да се задржат на нашите македонски корени, да ги почитуваме оние што сме ги наследиле и ние кои се занимаваме со таква музика, да твориме македонска музика и ние да оставиме нашите поколенија нешто што ќе им значи и на македонската естрада и за нашето поднебие. Благодарам и ви посакувам успешна соработка и понатаму. Благодарам и вас и се најубаво. Еден од помладите фолк изведувачи од градот Кичево е познатиот естраден уметник Мирослав Мирчевски Мики. Мики, се уште немаш настапено, очекуваш секој момент да настапиш пред кичевската публика на вечерашниот концерт. Соработката дали е можеби прва со Куднико Пусовски или си настапувал и досега? Добро вечер пред се, поздрав до сите гледачи на Мега ТВ. За прашањето, задоволството е големо. Прекрасно е чувството да се настапува вечерва. И за тоа дали ми е прв пат, не ми е прв пат, сум учествувал на многу манифестации вакви кои се однесува во друштвото Нико Пусовски. Бидејќи јас сум член во тоа друштво од моја 12 годишна возраст. Тоа се веќе 7-8 години, не знам точно. Си настапувал сигурно и како играорец? Првото настапување ми беше како играорец во Нико Пусовски. Така, И морам да кажам дека тоа е едно феноменално друштво, каде имаше одлична дружба, пријателства и така натака. Сигурно дека соработката ќе продолжи и понатаму. Јас ти посакувам успешен настап и вечерва и утре вечер на овој, можам да речам, навистина величествен концерт во организација на Куднико Пусовски и се разбира до година еве ќе го чекаме 70 годишниот јубилеј на ова друштво, каде што повторно се надеваме дека ќе имаме ваков убав концерт. Наредната година културно-уметничкото друштво Нико Пусовски од Кичево ќе прослави и голем јубилеј, 70 години од своето постоење и работење. Во предвечерието на големиот христијански празник Успение на Пресвета Богородица, во истоимениот манастир во селото Суводол Демир Хисарско, се одржа третата поред традиционална поетска средба Манастирско поетско ехо. Над 30 поети од повеќе градови од нашата земја, како и од диаспората, се представија со своји творби, во кои најчесто беше опеана Пресвета Богородица. Манифестацијата се одржа во рамките на Демирхисарското културно лето во организација на литературниот клуб Изгрев, кој работи во склоп на Центарот за култура Илинден од Демирхисар и литературниот клуб Висарион од истиот град. Сосема накратко и со должна почит, сакам да изразам јавна благодарност до владата на Република Македонија, што преку Министерството за култура во оваа манифестација веќе втора година препознава силен квалитет преку кој што се изрекуваат и испраќаат моќни пораки за љубов, за среќа, за мир и за меѓусебно почитување и разбирање. Денешно во трето Манастирско поетско ехо е дел од проектот Топол културен бранд 2016 година, а се реализира во рамките на традиционалното Демирхисарско културно лето,
најголемата и најмасовната општинска културна манифестација, што ја организира и спроведува општина Демир Хисар. Сакам да се чувствувате добредојдено и уште од сега нестрпливо за следното поетско ехо. Имајте пријатна вечер и воено да ви го честитам и на помош да е за многу години големиот христијански празник Голема Богородица. Која песна да ја запеам? Која песна да ви ја кажам? Кога секојаш и во секое време пишам за Македонија, и во сонот, и во ноќта се будам. И од овие порти денес, и од ова црква имам извор на реки кои течат, извират од бистрите потоци на Радика, а од тука блиско се гледа Еје и Пирин. Што да ви кажам? Што да ви објаснам? Кога Македонија легнала во душава, се исправила како самовила и постојано бунтува во мене. Јас се борам и бунтувам, зашто ние имаме единствена татковина Македонија. Од овде па се до крајниот Егеј, каде што светлините денеска светат на Свети Кирил Методи, а од тука преку овие планини, преку овие сончеви зрачи Свети Климент Охридски и Свети Наум, кој блеска ни светот и ја огрева македонската душа на секаде до каде се македонците. А тие копнеат, тие пишуваат, тие жалат за вас, за Македонија. Нивните мисли, нивните копнежи се секогаш за Македонија. Што да ви кажам, кога душата ми ори, кога душата ме боли, колку ја сакам Македонија и колку сакам таа да се возвиши и да допре до звездите, да се закити со сончевината и да одблесне во светот. Се горделе македонците со Македонија. Ние мораме да се поклониме и да се гордеме. Света Богородица нека застане со нас и нека не поведе кон светлината на изворите на победата и македонците од целиот свет да се вратат во Македонија. Ова е трета година од манастирско поетско ехо, кој што се организира во овој двор пред црквата Света Богородица, кој што значи многу за Демир Хисар и за Демир Хисарско. Еден од најинтересните поетски настани, бидејќи овде духовно се поврзува црквата, духовното пеење и творењето на поетите и писателите не само Демир Хисарско, туку од цела Македонија. Убаво еден запишал дека околу Света Богородица се вртат не само свети луѓе и благородни луѓе, туку се од неа се инспирирани поети, писатели, уметници, резбари, сликари, така да е таа незиното воскреснување, озаминување од земјата и продолжување на незиниот живот на небото, таа и понатака бранува е со нас, во нас и крај нас. И можам да нагласам дека како Света Богородица, кога ја напуши својата Палестина и кога сакаше да ја посети Европа, се насочи да замине на Кипар, но чудесни ветрови и силни бури го зафатија бродот на кој што пловеше и по некоја случајност таа пристигна на македонско тло на Халкидик, на еден дел од Халкидик, каде што ја пречека македонци и македонски народ. Тога кога слезе таа запраша на која земја е, и кажа дека е ова Македонија и дека таа е земја која што има своји големи богати традиции и која што за секого е добродојдена. Света Богородица се поклони, истовремено ја благослови македонската земја да биде како земја во која што се отвора христијанството за Европа и пошироко. Овој празник со традиција низ вековите на ова село, поточно на целото Демирхисарското поднебје. Овде доаѓа народ од Демирхисарското поднебје, од Битолско, Прилепско и Кичевско. Секојаш е преполно на овој ден и се празнуваат вечерва. Имаме во секоја куќа е отворена за гости, а додека преку денот овде се држи литургија и се собира народ. Колку уметници, колку поети ќе настапат вечерва? Спрема наше предвидување има околу 30 на мина сигурно кои што ќе дојдат од сите страни и имаме и од диаспората. И ги има од повеќе предели на Македонија, па скоро да речам дека најмногу ги има од Демирхисарско, Охридско, Кичевско, Струшко доаѓаат и исто така ги имат од Прилепско, кој што вистина тука се постојано присутни.
Што значат ваквите настани за македонската книжевност и македонското творештво? Јас нагласив дека точно македонската книжевност произлегува од македонските цркви и манастири. Од и првите запишани книги и првите патеписи, записи, надписи се поврзани со манастирите, а самите манастири биле големи книжевни центри. Така да од овој манастир, од Света Богородица, само на 4 до 5 километри е манастирот Свети Јован Претече, каде постоела неголемата библиотека во Македонија во 16 век, каде што работеле многу книжевници и самиот книжевник Висерион создал книжевно другарство кое што е прво во Македонија после делото на Свети Климент и книжевната дејност на Свети Климент и Наум. Овде имаме воскреснување веќе и тука се продира и македонскиот народен јазик, македонскиот народен говор, така во книгите на Висерион може да се црпат карактеристични македонски зборови што ги поврзуваат античките македонски зборови, средновековните македонски зборови и кои што продират кон современите тек на македонскиот јазик. Исто така, од овде се 2 километри е Свети Тома манастирот, каде постоела библиотека, каде Серафим книжевникот прави значени убави дела во 16 век. Така да можам да речам, а Топличкиот манастир што така надалеку од 7 километри представува јадро за централна и западна Македонија, каде што се напишани многу книги. Овој манастир, оно што нагласи кога дошла Света Богородица, во Македонија почнале да се градат многу цркви и манастири после нејзиното воскреснување и еден од најстарите манастири бил подигнат точно на ова место. Така да тоа ние го одбележавме во една документарна телевизиска серија со Боем и со Драган Јовановски, со доктор Драган Јовановски направена убава серија Силата и моќта и љубовта на Света Богородица кон Македонија и за Македонија. Таа телевизиска емисија вистина зрачи многу и можеби беше прва за да се доближи до народот и народот да се восети да открие некои големини кои што вистина се случувале на ова поднебје. За ова место има многу легенди, многу преданија, можам да речем и извор за многу настани кои што и денеска е присутно. И современите луѓе раскажуваат, но постарите има што да кажат и што да објаснат. Овде бил некогаш град, овде имало пред доаѓањето на македонците, мислам, на христијанството, пред навлегување на христијанството имало светилишта и можеби на едно од старите светилишта од античка Македонија е подигнат манастирот Света Богородица, бидејќи спрема описите и записите се најдува дека тој бил од камени блокови кои што мермерни камени блокови кои што вистина се восхитувало и одблеснувало ова црква. И ете низ времињата, дури сега се возобнови, мислам дека најстарите манастири како дале завет македонците да ги возобноват и да ги изградат. Што би им порачале на младите поети, творештвото во Македонија, на кој степен вие го оценувате во моментов? Моментално можем да речеме имаме разлистување и расцветување на македонската поетска мисла и возвишување како во прозата, така и во поезијата, но тоа се калеми најмногу на народното македонско богато творештво епско, лирско, кој што е калемено околу манастирите и во наславите и празниците. Овде било вистинско уметничко гнездо, каде што се збирале не само народна, што имало народна облика, не разновидни песни и музички инструменти кои што одблеснувале меѓу народот и ја чувале македонската културна традиција, македонскиот дух, македонскиот код. И можам да рече дека младава генерација, она што го викаме дека Григор Проличев, зошто успеа, зошто неговата поема е калемена на македонската народна песна за Кузман Капидан. Тој се поврза со калемите на средновековната и старата македонска литература. И не е чудно што ние одблеснуваме и Григор Проличев доби најголемата награда со Лаворов венец. Сега имаме нови следбеници, но такви блесоци очекуваме за брзо време да се појават во македонската современа литература. Манастирско поетско, ова манифестација е насловена Манастирско поетско ехо. Сакаме да ја поврземе поезијата со црковната литература, со современите такови и со народната песна. Едноставно, како да нагласиме дека традицијата и светлината на Света Богородица како да ги сплоти, како да ги повика поетите да бидат
Секогаш ова вечер на 27. по трет пат доаѓа ова манифестација и е единствена во Македонија каде што се посветува на Света Богородица. И она писмо денеска што го добив од доста поети од натрешност и од диаспората и пораките ме восхитија, бидејќи многу се заинтересирани колку нашата литература е поврзана и со светлината на Света Богородица и со другите светци во Македонија, кои што едноставно оставиле големи траги за македонецот да опстои со неговиот дух, со македонскиот јазик, со македонската култура. Крик. Не ме боли удар со камшик. Не ме боли ни куршум врел кој тело пробол. Како што ме боли зборот на пријател драг, зариен како нош во грб. Тарие и корни се до градите мои. Крвари срце од отровна стрела, пуштена во мигот, во цудот на ружа. Не ме боли ни куче да ме касне, ни лута змија под камен сокриена, како што ме заболе зборот. Но верувам во моќта на Богородица Мајка, во незината љубов неизмерна, чиста. Те ја молам болка да ми стивне, љубов да посее во срцево мое. Мудрост да ми дари, спокој и сила. Да издржам исправена гордо пред искушението што срце ми пара. Да не сторам грев, ни одмаз да лута. Да можам да простам и продолжам напред. Па може би така и болката ќе стивне од ножот што силно во грб ми се зари. Затоа сега кој прв камен ќе фрле врз блудната жена што невино скрие. Манастирско поетско ехо е наша манифестација која се случува веќе 3 години од 2014 година во рамките на Демирхисарско културно лето. Под покровителство на општината на Демирхисар, како и Министерството за култура. За оваа манифестација може да се каже дека е една единствена во Македонија, посветена на Пресвета Богородица и затоа и се одржува во дворот на манастирот Пресвета Богородица во Суводол, односно Кутратино Демирхисар. За оваа манифестација можеме да кажеме дека навистина има многу голем интерес. Тоа е показател што секоја година нашите гости поети се побројни и побројни, како од цела Македонија, така и од диаспората. Учесниците се од, како што кажав, од цела Македонија, од Демирхисар, од Битола, од Прилеп, од Крушево, од Кичево, од Скопје, од Охрид, па дури имаме учесници кои ни доаѓаат од Австралија, од Германија. Така да од година во година мислам дека станува се поатрактивна и наша цел е да остане понатака традиционална поетска манифестација, повторно ќе повторам, единствена од ваков вид, посветена на нашата мајка, на сите мајки, Света Богородица. На оваа манифестација има учесници кои редовно се дел од меѓусебните поетски дружења. Јас сум Алексо Тришовски, овдека на оваа преубава природа сум веќе по 3 пати пред Светиот храм Света Богородица во село Суводол. Првата година дојдов малце како на една прошетка, а втората година веќе се вклучи во програмата со поетското читање, кое што лани ја прочитав песната Уништен споменик во почит на нашиот херој Мирко Милевски. А оваа година ќе настапам со така на гласената проза Печалбарство. Така да чест ми е да се дружам со овие прекрасни луѓе и на ова преубаво свето место. Ги поздравувам сите гледачи на вашава телевизија. Заминавте со солзи во очи, расплакани, нажалени сите. Обетивте на татко, мајка, на роднините, одиме во туџина на кратко и ќе се вратиме за брзо. Се излажавте сами себе и заборавивте на аменетите. Зарем нашава земја род нема? Нашата пченица не се раѓа на нашите полиња. Што сите заминавте и се оставивте? Ги сакаме мама и тато, ја сакаме Македонија, сакаме се што во неја имаме, а за кратко време се откажавте, заминавте и не се вративте.
пропаднати изрушени куќи, родители поумрени, невидени, внуци, изродени, незапознати. Сето тоа, таа лакомштинот, алчност, се заборавивте. Кој на кого родна куќа оставивте? Кој на кого ова убава земја ја подари? Гинеа наши дедовци, баби, мајки, јунаци смели, измачени, позаклани, силувани, оплячкани, ама пак останаја корени јаки да се чува ова земја, мила родна Македонија. А вие заминавте и се заборавивте. Има Македонија се што ни треба, полиња родни, убави шуми, реки, езера, имаме се. Да не оставиме друг да ни бидат газди и да ораат во нашите ниви бразди. Вратете се, браќа, сестри, да ја чуваме Македонија, дури ја имаме. Нашите предци душа даваја и аманет оставаја да се чува Македонија. Со крв е платена, со солзи пролеана, а сега од својот народ оставена. Пари, а сега стари, сакаме дома да си дојдеме. Куќи не можеме да си ги најдеме, вечните куќи на нашите предци, обрастени со капини и трески, непогледани, незапалени свечи од своите заборавени. Благодарам. Како учесник и водител на првата, јас го почнав, првиот циклус, првата емисија од тука, еве и денес гледам дека бројот на поети, бројот на гости кои овде ќе идат станува се поголем и ова манифестација зема поголем замав и се надевам дека ќе прерасне дури и не само на регионално ниво, туку и на државно ниво, доколку ние сите тука се залагаме и успееме да добие широк одзив, каде што и македонската телевизија, дури и може и Републиката да земи учество во организирање на овај настан, како културен настан од овај регион. Пресвета Богородице, не знам по кој пат растреперено срце пред Твоите порти оставам. Не знам по кој пат порти Ти отворам. Рожбата своја во Твои раце ја ставам. Прошка од Тебе барам. Јас грешник, скитник, каде и да одам, во Твојот дом се враќам. Има ли љубов поголема од Твојата, кога син, единец, во смрт, рапснат на крст си испратила? Со воскрес и љубов грешници си спасила. Има ли срце поголемо од небото, подлабоко од морето, болка да сокрие со љубов, смрт да сокрие од Твоето? Има ли скутови што толку грешници место би пронашле и раце што реки од солзи би собрале? Има ли, мајчице, Богородице, пред храмов Твој поети ноќва се собрале да Те возљубат, да Те опеат, жедни за верата Христова, како апостоли, христијанството по светот да го шират. Благодарам. Инаку, пред повеќе години, овој манастир беше изграден по иницијатива на доктор Драган Јовановски и жителите на Демирхисарското село Суводол. Посебно задоволство ми е што во предвечерните часови се наоѓаме тука со гости, со поети од цела Македонија на ова културна манифестација. Посебно задоволство ми е што се одржуваат тука во село Суводол и Кутретино на манастирот Успение на Пресвета Богородица. Поетите ги имат од секаде од цела Македонија и навистина е вистинско задоволство што се одржува тука. Утре големиот христијански празник Света Богородица да ни е на помош и мислам дека ова манифестација
ќе зазема понатака се поголем и поголем замав и ќе ги имаат повеќе поети и од странство ќе доаѓаат поети, таква е мојата предпоставка, ќе пеат за песни за доброто на народот, ќе пеат песни за Македонија, песни за добро утро, за добар ден и добра вечер. Значи, убави песни ќе се пеат за убави работи. Манастирот е еден, јас сум од иницијаторите за изградба на овој манастир, успение на Пресвета Богородица. Заедно тоа се направи со помош, јас поднесов проект до Светска банка и беше одобрен проектот и така почна таа работа, а после тоа се вклучија и граѓаните на село Суводол и Кутретино, се вклучија луѓе од диаспората, посебно ќе го истакнам Пецо Карамфиловски, заедно со една група на свирачи одржа концерт во Австралија и така се вклучија исто така и од диаспората и од Америка и од секаде наши добронамерни луѓе и навистина се обнови ова светилиште кое што имат византиски стил, а иначе архитект е Викторија Поп Стефанија, е изградена по сите канони на Македонската православна црква и е изградена значи во соработка со Преспанско-Пелагониската епархија, со митрополит господин Петар, значи се е праено по сите прописи и планови. Ништо недостасува и навистина наликуваат на едно право христијанско место со една права православна христијанска црква. Со поддршка на Општина Демирхисар и Министерството за култура на Република Македонија, оваа поетска манифестација ќе продолжи и понатаму традиционално да се одржува на ова место со цел развој и унапредување на македонското книжевно творештво. Верувам дека го задржавме вашето ценето внимание и со ова издание на Акцент. Со нови содржини гледајте ни наредниот вторник во 20 часот и 45 минути. Довидување.